Општина Кочани испрати писмен допис до јавноста, во кој ја осудува постапката за лепење фотографии со текст и бугарски обележја, што се појавија на спомениците на јавни места во централното градско подрачје. На повеќе објекти во градот се забележени вандалски постапки со лепење фотографии со текстови и со обележја на бугарски символи. Општина Кочани најостро ги осудува ваквите постапки и бара од МВР, Одделението за внатрешни работи и полициската станица Кочани да ги прегледаат сите видеонадзори на околните објекти, да ги пронајдат сторителите и да преземат мерки согласно законот, стои во писмениот допис од општината. Налепници со надпис "Еден народ сме" во комбинација со бугарско и македонско државно знаме, како и фотографии на кои е представен орел аплициран на бугарско знаме, беа залепени на бистите на првоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче во паркот на Револуцијата, на столбови за јавно осветлување, како и на ѕидови на јавни институции. Од Одделението за внатрешни работи во Кочани информираа дека случајот е пријавен и евидентиран кај нив и ќе биде предаден на понатамошна постапка. Водостопанската подружница Брегалница од Кочани повторно е приклучена на електричната мрежа, а вработените без проблем ги извршуваат работните обврски. Нормализирањето на состојбата е по само еден ден, откако екипи на ЕВН Македонија го прекинаа снабдувањето. При тоа на електричниот ормар истакнаа налепница дека ваквата постапка е поради неплатен долг. Од водостопанската подружница информираа дека одговорните од акционерското друштво Водостопанство од Скопје ги известиле дека се работи за недоразбирање со ЕВН Македонија, што брзо е надминато. Поради тоа, вработените повторно се на своите работни места, а струјата е пуштена. Подружницата ги извршува своите обврски како и претходно, а еднодневниот прекин не создал поголеми проблеми во функционирањето. Водостопанската подружница Брегалница, која е една од најуспешните во рамки на акционерското друштво Водостопанство, е надлежна за водоснабдувањето на полињата во Брегалничкиот регион и во Овчеполијето. Оваа сезона ја завршува со целосно исполнување на планот за наводнување. При тоа, наплатата на водниот надоместок е со над 90% од планираниот износ. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани организираше пресконференција, чија тема беше исклучувањето на електричната енергија на водостопанската подружница Брегалница. Каде завршуваат парите на земјоделците и како од стопанственици се донесени на питачки стап? Водостопанската подружница Брегалница и подружницата Тиквиш се со највисока наплата од 12 подружници во Република Македонија и нејасно е како може да биде исклучена електричната енергија на оваа наша подружница. Според ревизорските извештаи, водостопанството учествува во плати со 80% и 20% дава за режиски трошоци, а нема финансиски средства за основната дејност како санација на дефекти, канали, каналетки, чистење цевки и така натаму. Гледаме дека немаат пари за плати за вработените, а со исклучувањето на електричната енергија гледаме исто дека не се плаќани ниту основните режиски трошоци. Тогаш, каде се парите? Затоа упатуваме повик до владата на Република Македонија, ако имало финансии кои на најчуден начин ја вратија струјата во Рачиново, доделени се плюс финансиски средства за мрежа на канализација, тогаш да се обезбедат средства за санација на каналите, системот кој се распаѓа и да се реши проблемот со електричната енергија, ако навистина е проблем оваа подружница. А јавното обвинителство пак да утврди кој и како ги троши парите на земјоделците кои се борат за гола екзистенција. Бидејќи основната дејност на водостопанството, освен наводнувањето, е регулација на речните корита и заштита од поплави, се поставува прашањето како во овие услови ќе продолжи да функционира ова предпријатие. За илустрација и на дополнување на ваквата слика во секторот земјоделие и самата изјава наведе раководителот на водостопанската подружница Брегалница. Вака:
Само годинава наплатата на сметките за користење на нашите услуги е реализирана над 90% и парите се уплатени на заедничката сметка на предпријатието, така што нејасно е зошто не се платени трошоците за струја. Затоа прашувам, каде се парите на земјоделците? Општина Кочани го објави јавниот повик за пројавување интерес за доделување 15 стипендии за додипломски студии на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје за академската 2022-2023 година. Право на учество на јавниот повик имаат сите жители на општина Кочани кои се високо мотивирани да стекнат академски знаења од овој универзитет. Кандидатите треба да поднесат мотивацијско писмо во кое јасно ќе биде наведено досегашното образование, познавањето странски јазици, причините за аплицирање, постигнатиот успех во рамки на средното образование, факултетот на кој студентот ќе се запише и копија од лична карта. Општина Кочани го задржува правото, доколку е неопходно за донесување правилна одлука во текот на постапката да побара и други документи. Потребната документација се доставува во едношалтерската канцеларија на општина Кочани или по пошта во затворен плик на адресата на општината. Рокот за пријавување е заклучно со 5 септември. Општина Кочани ќе достави до Универзитетот за туризам и менеджмент список со избраните студенти. Сите формалности околу уписот и потребната документација ќе бидат обврска на кандидатот. Општинската организација на Црвен крст од Кочани е организатор на 3-дневен летен младински камп со обука за дејствување при катастрофи. На кампот учествуваат волонтери од локалниот клуб на младиот, градот домакин, како и од другите општински организации на Црвен крст во регионот. Во периодот од 24 август до 26 август, Општинската организација на Црвен крст Кочани на излетничкото место кај Дабот одржува младинско едукативен камп. Овој камп е наменен за младите волонтери кои волонтираат во Општинска организација на Црвен крст Кочани и се волонтери при клубот на млади. Денеска, на кампот присуствуваат волонтери од Кочани, но се поканети и волонтери од други општински организации. Вкупно имаме околу 30 учесници кои присуствуваат на кампот. Темата на овој камп е тематика која работиме како програмска дејност во Општинската организација на Црвен крст Кочани, а тоа е подготвеност и дејствување при катастрофи. Имено со овој камп целта е да ги зголемиме знаењата и капацитетите на волонтерите на ова поле. За тоа предвидени сте различни предавања од различни здруженија. Имено имаме предавања од страна на Извидничкиот клуб Ластовица, од страна на Планинарското друштво Осогово, од страна на ТПП Кочани и Доброволното противпожарно друштво од Кочани, кои сите од својата дејност и својата надлежност ќе го пренесуваат своето искуство и знаење на волонтерите со цел да го зголеме нивното знаење и вештини. Теоретскиот и практичниот дел од обуката на летниот младински камп се реализира на туристичкиот локалитет кај Дабот во селото Бели. Волонтерите се обучуваат за безбедно движење во шума и планина, за ориентација во природа, укажување помош и дејствување во услови на пожар и други елементарни непогоди. Вообичаено, на последниот четврток од месецот, Општинскиот Црвен крст од Кочани организира редовната акција за крводарување. На августовската акција, одзивот на хуманите граѓани беше солиден и на слично ниво како и минатиот месец. Собрани се вкупно 33 единици крв. Тоа е добар знак за успешно исполнување на планираните количини крв за оваа година. Ова е 15-та акција која се спроведува годинава, односно 8-ма која се спроведува во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани. Интересот за крводарување и денеска е голем, а истата се спроведува со поддршка на екипа од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Граѓаните, крводарителите може да даруваат крв секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани или секој понеделник и четврток во просториите на службата за трансфузиона медицина во болницата во Кочани. Акцијата беше 14-та поред што годинава ја спроведува Општинската организација на Црвен крст од Кочани, а 8-ма во незините простории.
Од таму ја искористија приликата да им упатат благодарност на сите крводарители кои ја даруваа крвта и помогнаа во успешното спроведување на акцијата.